Откако пред една деценија на Кочани неправедно му беше одземен секторот за внатрешни работи и беше заменет со најнискиот ранг полициска станица, функционирањето на оваа исклучително значајна државна институција или служба забележа сериозна стагнација од поширок аспект. Практично, полицијата е сведена на ниво на двојно и тројно помалите општини Пробиштип, Виница или Свети Николе, со 20 до 30% помалку вработени отколку до 2008 година, а при тоа со значително зголемен број на население и напротив законски действија на се поголем број технички опремени извршители, особено во сферата на организираниот криминал. Согледувајќи ги ваквите состојби, градоначалникот Николчо Илиев уште на стартот на својот мандат започна да ја форсира иницијативата Кочани да го врати секторот за внатрешни работи, а со тоа да се подигне нивото и квалитетот во работата. Поддршка во тие настојувања имаше од полициските раководители, како и од Советот на општината, кој на една од тогашните седници го изгласа предлогот Кочани да добие сектор за внатрешни работи. Со враќањето на секторот за внатрешни работи, Кочани и регионот ќе остварат исклучително значајни придобивки во повеќе сегменти. Првенствено, значително ќе се зголеми бројот на вработени и тоа со професионален и стручен кадар ќе профункционираат патролните служби и позорникарите, ќе се подобри ефикасноста во справувањето со сите облици на криминал, ќе се подобри безбедноста и сигурноста на граѓаните, патем одредени надлежности кои по автоматизам се пренесува во секторот во Штип, ќе се вратат во Кочани. Меѓу другото, во делот на финансирањето, техничката опременост и организационата поставеност. Дека заложбите на локалната власт се издржани зборува поддршката што имаат од првите луѓе на Министерството за внатрешни работи, па токму затоа очекувањето од измените во законот и организационата поставеност се големи.